Почитувани граѓани и почитувани новинари, владата предводена од СДСМ постојано превзема навремени и ефикасни мерки за поддршка на земјоделството. Во овие кризни времиња, кога цената на житните култури и храната воопшто досега историско највисоко ниво, многу важно е да го зголемиме домашното производство на храна. Како одговорна партија го правиме токму тоа. Владата го донесе интервентниот фонд за земјоделство вреден 400 милиони денари со цел да им помогне на одгледувачите на житни култури. Фондот предвидува директна поддршка за набавено вештачко ѓубре, субвенција за набавка на вештачки ѓубрива, која што изнесува 40% или 4000 денари по хектар за пченица и за пченка, и нова интервентна субвенција од 2500 денари по хектар за јачмен и сончоглед. Ова недела се исплатија близу 112 милиони денари субвенции на над 5600 млекопроизводители, а претходно, пред 10 денови, исплатени се над 450 милиони денари субвенции за поледелски култури, меѓу кои за сончоглед и маслодајна репка. Покрај поддршката за земјоделците, важно е да се истакне и дека вложуваме во подобри и во значајни инфраструктурни проекти во земјоделството. Започна изградба на системот за наводнување на селска река во Конопница, а воедно во изградба се и другите два системи за наводнување, Пишица и Теарце. Изградбата на овој мал систем за наводнување ќе придонесе кон зголемување на земјоделското производство во овој регион и ќе овозможи на наводнување на нови 42 хектари обработливо земјоделско земјиште на локација во селото Конопница, а системот ќе го користат повеќе од 100 земјоделци. Сето ова, почитувани, е само дел од директната помош на владата предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, насочена кон земјоделците. Продолжуваме да инвестираме во ова значајна стопанска гранка со цел земјоделското производство да се зголеми и да стане уште повеќе конкурентно. Благодарам.